Здраво, јас сум Кирил Тројачанец, психолог, а денес ќе разгледаме неколку предизвици, тврдења со кои што најчесто се соочуваат тинеџерите и ќе видиме неколку тврдења кои што се врзани за истите, кои што можеби се точни или неточни. Здраво, јас сум Јасмина. А јас сум Јана. Ова тврдење е точно и можам да го потврдам и од лично искуство, затоа сметам дека е убаво и потребно да се работи на едукација, на разбирање, на еден систем на поддршка, со кој што самите тинеџери би се чувствувале послободно да споделат тоа што им се случува, тоа што ги прави анксиозни и со тоа навремено би можело да се реагира и да се помогне, да се поддржи. Ова тврдење е неточно, бидејќи најчесто тинеџерите знаат да се обратат на своите врсници, бидејќи имаат слични искуства, на слична возраст, затоа сметам дека потребно е да се има група на стручни лица и на возрастни кои што би биле поддршка за тинеџерите. Ова тврдење е точно, булингот влијае на тие кои што се и директно и индиректно вклучени во истиот. Може да создаде чувство на вина, на срам, на страв, на анксиозност, чувство на страв за сопствената безбедност и за безбедноста на најблиските пријатели. Неточно, свеста и идентитетот за сопственото тело се гради веќе од 10-та до 12-та година. Затоа сметам дека би било од корист да се направи систем кој што би ги поддржал тинеџерите во нивниот личен раст и развој. Верувам дека денес добивме малку поиднаква слика за работи кои што не толку често се комуницираат и дека би можеле да бидеме по-отворени кон разбирање на потребите, чувствата и предизвиците на сите околу нас.